Кои се предизвиците со кои што живееме? Има ли потреба за здрав животот? Не Инстаграм. Што е коронавирусот? Што со испитите? Што понатаму? Каде се младите во општеството? Знаат ли што после тоа? Дали сме доволно храбри за домашни онлайн настава или за диплома? Како до подобро? Како функционира нашиот систем? Како да направиме успех од целата ситуација? Кои се нашите предлози во општеството? Има ли конечно светлина на крајот од тунелот? Дали општеството е доволно храбро да го испочитува слоганот "Седи си дома"? Што понатаму? Вечерва мои гости се Марио, Симона, Јован и Коста. Предизвиците со кои што се соочуваме секојдневно говорат за општеството во кое што живееме. Секојдневно се бара начин како да се надмине корона кризата. Можат ли да се одговорат сите прашања кои секојдневно го заобиколуваат светот? Треба ли да постои причина за страв? Што ќе биде со студентите? Што се случува со испитите и вежбите? Има ли светлина на крајот од тунелот? Последните неколку минути во првата емисија "Животот не е Инстаграм", истата организирана во склоп на Универзитетското студентско собрание на УКИМ, ќе поразговарам со моите колеги, имено студенти по медицина, и ќе се обидеме заеднички да ги избришеме сите предрасуди кои што владеат како за коронавирусот, така и за студентските прашања, односно што понатаму со факултетот и испитите. Вечерва мои, а и ваши гости ќе бидат Марио Петрески, Симона Тренческа, Јован Марушевски и Коста Замановски. Ви благодарам за поддршката и задоволство е што во првата емисија ќе ја почнам токму со вас. Но што е актуелно во државата? На сите страни се студираат различни карактери. Секојдневно слушаме различни приказни. Што е точно за коронавирусот? Што во основа е коронавирусот? Дали е глобален светски феномен или само страв кај народот? Како се шири коронавирусот? Кој е неговото дејство и патогенеза? И ова прашање ќе го поставиме на еден од моите гости. Марио, здраво и благодарам што прифати да бидеш дел од оваа прва онлайн емисија. А воедно, ајде конечно да кажеме што всушност е коронавирусот и како се шири. Здраво, Филип, ти благодарам на поканата. Чест ми е што сум дел од ова прво издание на овој подкаст. Се надевам ќе имате успешен проект со дечките што работите ова. Не би сакал да навлегувам во некои детали околу структурата и градовата на новиот вирус. Би сакал да кажам неколку работи кои што ќе бидат јасни за сите оние кои што ќе го слушаат ова, без разлика дали се здравствени работници, студенти по медицина или не. Значи, новиот вирус или SARS-CoV-2 или Severe Acute Respiratory Syndrome коронавирус 2 е член на фамилијата коронавируси, заедно со уште неколку други членови како SARS-CoV-1, MERS или уште некои други вируси кои што не се толку познати општо, бидејќи најчесто предизвикуваат, може да кажем, како симптоми како обична настинка. Значи, би сакал да разграничиме дека SARS-CoV-2 е вирусот, значи тоа е вирусот, а COVID-19 е болеста која што е предизвикана од овој вирус. Значи, коронавирус disease 19 е болеста која што ја предизвикува овој вирус. Би сакал луѓето да сватат дека овој вирус воопшто не е ист како обичниот грип, бидејќи дефинитивно има поголема смртност од грипот. Според досегашните сознанија тој процент се движи околу 4,5% и најголем дел од случаите кои што завршуваат фатално за жал се постари луѓе и луѓе со коморбидитети. Меѓутоа, исто би сакал да потенцирам дека тоа не ни дава за право ние да се однесуваме неодговорно. Бидејќи нехумано и етички е луѓето од постара возраст и луѓето со коморбидитети да ги третираме како луѓе од втор ред или како луѓе кои што се однапред осудени. Значи, со тоа што ќе се заштитиме самите ние и со тоа што ќе седиме дома, ќе поддржиме кампањата "Седи дома", ќе ги заштитиме и нив. Значи, буквално ќе не буквално, меѓутоа ќе помогнеме да го прекинеме ланецот на пренесување на овој вирус
Значи, ако не се заразите вие, не излегувате дома, не се дружите со другари како што се дружиле порано, вашите баба и дедо или било кој човек кој што е во подмината возраст нема од каде буквално да го добие, доколку или тој ги почитува мерките, така што ќе се заштитите и вие кои што можеби ќе го поминете вирусот и асимптоматски и со некоја полесна клиничка слика, а во исто време ќе ги заштитите и вашите постари луѓе кои што ги познавате, кои што веројатно имаат коморбидитети. Значи вирусот се шири со флигалови капки, значи по респираторен пат, преку зборување, кашлање, кивање, иако кивањето не се спомнува како симптом кај овој вирус. Значи би сакал да апелирам редовно да си ги миеме рацете со сапун, бидејќи липидната обвивка која што ја има овој вирус на некој начин работи не може да се каже така, меѓутоа ни е од корист нас поради тоа што ние со сапунот можеме многу лесно да го отфрлиме вирусот од нашите раце и од нашите телесни површини. Значи треба да си ги миеме рацете со сапун кога киваме или кога кашламе, да го правиме тоа во свиткан лакт. И би сакал да апелирам да не се носат заштитни ракавици, доколку навистина нема потреба од тоа, заради тоа што доколку ги носиме тие заштитни ракавици во кола, во маркет, во аптека, било каде што се движиме надвор, и истите потоа ги внесуваме дома, ние буквално правиме, можам да кажам како вектор на трансмисија, значи му овозможуваме на вирусот да се насобере на тие ракавици и дома при вадење на веројатно нестручно вадење на ракавиците да си контаминираме рацете, лицето или било која површина од дома и потоа да си го направиме тоа што навистина не сакаме да го направиме. А околу маските, најновите студии кои што излегуваат сега кажуваат дека без разлика во која просторија сме, дали во затворена или отворена, поради подолгото останување на коронавирусот во воздух, треба да носиме заштитна маска и надвор, бидејќи не знаеме кој поминал пред нас, да речеме пред 15 минути или 1 час, па оставил некои флигелови капки во воздухот, па ние можда кога поминуваме тука ќе ги собереме тие капки. Така да искрено не би сакал да навлегувам, како што кажав, во некои детали околу структурата и да бидам толку стручен сега како некој молекуларен биолог. Накратко, тоа е тоа што би сакал да го кажам околу како основни работи околу коронавирусот. Апсолутно, уште еднаш да повториме дека треба да покажеме дека животот не е Инстаграм, што нели е целта на оваа прва емисија, но мене ме интересира како и што треба да се направат, кои се главните мерки за да се дијагностицира еден пациент. Јован, здраво и добро вечер. Сметам дека треба прво да знаат некои мерки граѓаните кои што се сомневаат дека се заболени. Значи, постојат епидемиолошки и клинички критериуми кои што се утврдени од СЗО, од Светска здравствена организација. Епидемиолошки се посетување на земја со висок или среден ризик и контакт со потврден случај. А клинички критериуми се тешка респираторна инфекција или акутна респираторна инфекција од било кој степен кој вклучува останување без див или кашлица со или без треска. Како контакт со заболен се дефинира живење во исто домаќинство, контакт со нивни телесни течности, присуство во просторија од здравствена институција каде има заболен, директен контакт од лице во лице на неопределено време или директен или изложеност на 2 метри најмалку 15 минути. Или ако сте известени од одговорно лице од Центар за јавно здравје дека сте имале контакт со потврден случај. Ова подразбира, значи ако сте дошли во контакт без ваше знаење, рисувате таму дека сте имале контакт и треба да останете дома. Кога ги исполнувате критериумите од клиничката и епидемиолошката анкета, или ако исполнувате само некои од условите од клиничка или епидемиолошка анкета, имате симптоми, во тој момент треба да се јавите на матичен лекар. Најважно во тој момент е самосвеста, значи човекот да се самоизолира ако се посомнева дека е заболен. Потоа матичниот лекар нели закажува тестирање за вирусот, а терминот зависи од степенот на симптомите.
откако ќе се тестира потврдено дека некој заболен, се одредува во која група на клиничка слика спаѓа. Официјално постојат 4 клинички слики: лесна, умерена, тешка и критична. Потоа епидемиолозите и инфектолозите одредуваат дали може да се лекува во домашни услови или нели е потребна хоспитализација. Во случај на лекување во домашни услови, ако се почувствува влошување на симптомите или клиничката слика ако се влошува, треба веднаш телефонски да се исконтактира матичниот лекар, кој потоа ќе одреди што понатаму. Значи, пак ќе речам дека сега е битно сите да ги почитуваме препораките на Светска здравствена организација и да се придржуваме до нив. И веднаш да се надоврземе на твоето елаборирање, ќе мораме да продолжиме со останатите мои гости. Односно, јас имам прашање кое што токму се однесува на тоа за што всушност се случува со рестриктивните мерки. Дали сметате дека доволно добро ги почитуваме или пак треба ли нешто да се промени? И зошто треба да се промени ако мислите така? На прашањето ќе ни одговори Коста. Здраво на сите. Ти благодарам, Филип, за поканата во првата емисија. За прашањето, доколку ги погледнеме извештаите на Министерството за здравство и извештаите на Министерството за внатрешни работи, се согласувам да мерките добро се спроведуваат, резултатите ни се во позитива. Но ние сами, ако направиме анализа во местата на живење, не целосно се согласувам дека мерките добро ни се спроведуваат. Зошто? Затоа што ние имаме население кои реално не ги сваќаат мерките и препораките за прогласената пандемија. Имаме население кои се подсмевуваат на тие мерки. Оно што го кажа Марио, користењето на ракавици и маски или неправилно користење на тие мерки. Исто така многу е поразлично постапувањето и правилноста на мерките во средини каде што имаме веќе позитивен на COVID-19 и немаме позитивен на COVID-19. Верувајте, во местата каде што немаме ние позитивен на COVID-19, не се почитуваат мерките. Но зашто тоа е така? Мислам дека здравствената култура малку треба повеќе да се подобри, а тука мислам дека ние како студенти, како бидни лекари, мислам дека многу повеќе може да придонесеме. Исто така за рестриктивноста на мерките. Јас сметам дека треба малку поригорозни мерки да има во областа на санкциони мерки, повеќе санкциони мерки да има. Но тука се поставува и прашањето што понатаму. Ако бидеме многу рестриктивни, поригорозни да бидат мерките, или ако гледаме од друга страна да бидеме порадикални за мерките, што понатаму со коронавирусот, каков ќе биде психосоцијалниот статус, посебно на нас младите, после тие такви мерки. Но тоа би го дискутирале во наредни емисии доколку ме поканите повторно. Сепак мислам дека резултатите и од Министерството и спроведувањето на мерките ни се во позитива. Апсолутно, нели, целта на емисијата е да испратиме на таква порака дека токму студентите се имено идните предводници на општеството и дека и тие умеат и како да укажат на она што на еден начин сметаат дека треба да биде направено во државата и при тоа нели конечно да се слуша студентскиот глас. Веднаш ќе се надоврземе на твоето елаборирање и ќе ја прашаме Симона дали смета дека доволно добро го испочитувавме слоганот "Седи си дома" или пак треба да се направи уште нешто и дали студентите по медицина се доволно решени да помогнат. Здраво на сите. Пред се, фала ти, Филип, за поканата. Оваа емисија снимаме всушност од дома, а се надевам дека наредната епизода ќе ја снимаш негде во природа. Искрено се надевам дека ќе се испочитува слоганот "Седи дома", бидејќи во оваа ситуација секој еден од нас зема активно учество во што побрзо завршување на пандемија. До сега сметам дека релативно добро се почитува оваа препорака, но како и во секоја ситуација, секогаш може и повеќе и секогаш може и подобро. Едно нешто што знам е дека во периодот што следи, ние не смееме да си дозволиме да потфрлиме, туку напротив, треба да се трудиме што е можно повеќе да ги почитуваме правилата за да останеме дома и правилата за социјално дистанцирање. Сето ова ние би го правиле само со една цел, а целта е да се амортизира ударот врз здравствениот систем. Сакам само едно да напоменам и едно да запомнеме сите дека
се она што правиме денес и се она што правиме утре дава резултати за 2 недели. Односно нашето однесување денес и утре се отсликува за 2 недели. Прв пат од нас едно единствено нешто што се бара е да останеме дома. Во однос на вториот дел од прашањето, а тоа е за студентите. Дали ние студентите на медицина сме доволно спремни? Јас не можам да говорам, да генерализирам и да зборувам за сите студенти, меѓутоа сум повеќе од сигурна дека најголемиот дел од нас сме спремни да волонтираме и на било каков начин да помогнеме во справувањето со пандемијата. Доколку надлежните органи ни го возможат тоа и ни дозволат ние да помогнеме, со тоа сметаме дека се отвора можност за поискусните лекари да се пренасочат, односно да се редистрибуираат на места каде што има зголемена потреба од постручен и поискусен кадар. Меѓутоа, до тогаш имаме само една препорака, а таа е да останеме дома. Ви благодарам што успешно успеавме да ги одговориме првиот дел од прашањата, односно да кажеме по некои збори за коронавирусот, но како што и ветив на самиот почеток дека сме тука заеднички да дадеме допринос, односно да проговориме нешто повеќе за факултетот, односно што понатаму за испитите, па јас нема да должам многу и ќе се обидам да го прашам Марио што се случува со факултетите. Дали ќе успееме заеднички да излеземе како победници од целата пандемија без да се загуби година од нашите студии и дали има потреба студентите да се плашат? Марио, не ти уклучен микрофонот. Да. Да бидем искрен, јас сум оптимист. Се надевам дека ситуацијата ќе се реши што побрзо, но да оставиме на времето да покаже што ќе се случи понатаму. Не може никој да, ниту врвните епидемиолози не може да предвидат што точно и кога ќе се случи, ниту кога ќе заврши, ниту кога ќе биде пикот. Значи може само да претпоставуваме. Околу моменталната ситуација на факултетите можам да кажам дека, значи да бидем искрени, да не е нешто со кое што ние сега и може да се пофалиме. Ова не го кажувам само за мојот факултет, туку и за сите останати факултети во нашата држава и за останатите универзитети во нашата држава, значи освен УКИМ, УГД, УКЛО. Да бидеме искрени, значи не бевме спремни сите ние како општество за целава ситуација. Во моментов се трудиме и ние како студенти, а и факултетите, односно деканот, продеканите, професорите, да се прилагодиме на овие новонастанати услови и се надевам дека ќе го извлечеме најдоброто од ова и ќе изгубиме што помалку од она што треба да го научиме. А околу вториот дел на твоето прашање, искрено мислам дека студентите нема потреба и нема за што да се плашат. Верувам дека сите чинители во општеството и оние кои што се директно вклучени во оваа ситуација се свесни за значењето на студентите во едно општество, така што мислам дека и професорите, и деканите, и продеканите, ректорот, особено, ректорите, тоест, ќе сторат се за да ги минимализираме ефектите на се ова и за што помалку да ги почувствуваме по последиците на оваа ситуација на нашиот град. Така што искрено да заклучам, не гледам потреба поради која што студентите треба да се плашат во оваа ситуација. Дали ќе изгубат година или слично. Верувам дека ќе се изнајде решение кое што е добро за сите на крај. Апсолутно се согласувам и дали мислите дека е во ред да се има онлайн настава или пак испити? Сметате ли дека ќе дадат успех доколку испитите се изведуваат онлайн со оглед на тоа што не би ја исклучиле можноста дека некои од студентите се спремни да препишуваат? Јован? Според мене не треба да има колоквиум или испит онлайн. Мислам дека на тој начин се намалува квалитетот на проверка на знаењето. Не смееме да дозволиме да има препишување или некои други манипулации. А и друг проблем е како сето тоа ќе се изведе. Може би постои некој начин да се реализира тоа, но јас сум против. Друг проблем е техничкиот аспект поради бројот на студенти. Конкретно можам да кажам за мојот факултет, за медицински факултет, значи бројот во генерација само на општа медицина е некаде околу 200 до 300 студенти.
Но да не забораваме дека има и други смерови на нашиот факултет, а и другите факултети се повеќе смерови. Во семестар имаме по 5, 6, 7 предмети. Значи кога ќе се земе бројот на сите студенти, самиот обем на материјалот, сметам дека е тешко тоа да се изведе, а и никако нема да биде во корист на студентите. После завршување на цела оваа пандемија, значи со заеднички напори, предлози и решенија, мислам дека подобро ќе се организираат сите полагања. Може да ни дадат да полагаме во повеќе сесии, може да ни дадат повеќе шанси за полагање на еден ист предмет. Значи сепак треба да запазиме на квалитетот и не треба да дозволиме градација на дипломата со некои избрзани привремени мерки. Што се однесува до настава и одржување на вежби онлайн, за тоа сум за. Ако се организира убаво, ако има технички можности да се изведе се до тоа, мислам дека и треба да се направи. Како што знам, некои факултети веќе го прават тоа, можеби е поголем проблем, пак ќе речам, за факултети кои што еден смер во генерација имаат по 200 до 300 студенти. Ако има можности, мислам дека треба да се одржат онлайн предавање вежби, бидејќи сепак се држи некаков континуитет. На нас, а и на повеќе факултети ни даваат да изработуваме семинарски или кейс репорти, па на некој начин тоа и се привремени вежби. И исто така сакам да кажам дека не треба да се става притисок на нашите професори, конкретно за медицина зборувам, бидејќи истите се и лекари кои што секојдневно се соочуваат со предизвиците од оваа пандемија. Апсолутно се согласувам со целосниот твој став, но јас имам едно прашање кое што верувам дека ќе биде од значаен контекст како за нас како студенти, така и за поширокиот дел. Дали треба да се фокусираме само на материјалот и учењето, па да се предложи да се укинат колоквиумите со оглед на тоа што нели имаме ние по 3 колоквиуми и тековните предмети да ги полагаме директно на испит? Мислам дека ние постојано забораваме дека целиот свет е на холд. Во моментот има многу поголеми приоритети. Сметам дека полагањето на колоквиумите не е еден од нив. Ние студентите во овие денови кога седиме дома имаме доволно време и да се фокусираме на материјалот за учење и да ги пополниме на некои пропусти кои што се ми ги имале во претходните години. Исто така имаме доволно време и да прочитаме слободна литература, па да се фокусираме на материјалот за учење, не треба да се фокусираме на колоквиумите. Позади овој мој став стојам не само за време на пандемијата, туку низ целото моје студирање, но со низ текот на овие 6 споминати години. Во периодот треба да сме солидарни, треба да ја гледаме големата слика и треба да гледаме од повеќе перспективи, да секој проблем ќе се изнајде решение, само во моментот полагањето не е еден од нив. Апсолутно стојам и јас зад твојот став, но сметате ли дека се потребни повеќе рокови за полагање, например, на испитите и да се дозволи некои од испитите да се полагаат во плюс уште еден рок, пример, предметите кои што се слушани во овој летен семестар да се полагаат во јануари без да се презапишат? Коста? Во интерес на времето, јас сметам дека треба повеќе испитни рокови да се дадат зарад настанатата ситуација, исто така и предметите кои се слушаат во овој летен семестар да може да се полагаат и во идните сесии, односно сесиите кои го опфаќаат зимскиот семестар. Но тоа останува на статутот на универзитетите во зависност со кој статут е изгласен на универзитетите. Благодарам за вашето гостување во оваа прва емисија, која што нели целта е да покажеме уште еднаш и гласно да апелираме дека треба да ги почитуваме воспоставените мерки. Јас се надевам искрено дека успеавме да ги избришеме бариерите и да покажеме дека студентите, освен што се студенти, можат и да умеат и како да допринесат нешто во општеството, што е целта нели и повторно да повторам на оваа емисија, да покажеме дека животот не е Инстаграм. Да повториме уште еднаш дека мораме да ги почитуваме колективно мерките со цел за наше подобро утре. Апелирам јас лично првичниот извор на информации да биде од страната на Министерството за здравство и да се читаат она што го објавуваат професорите, односно докторите, кои што успеваат секојдневно да ни внесат доза на ведрина во оваа криза. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека имавме успешна емисија и покажавме дека животот не е Инстаграм, а со вас
се гледаме во друго издание со друга актуелна тема, која што првенствено ќе биде од студентски интерес, затоа што студентите се тие кои што ветуваат и го предводат општеството.